Граѓаните ќе добијат нова давачка откако во новиот закон за енергетика се предвидува парното да се наплаќа според тоа колку потрошиле, а не како досега по квадратура. Во законот се предвидува секое домаќинство да стави мерачи на секој радиатор, за да може да се мери потрошувачката. Тоа граѓаните, според членот на претседателството на Центарот за енергетика МАЦЕВ, Константин Димитров, би ги чинеле по околу 50 евра по радиатор. Во законот се вели дека секој објект што се приклучува на системот за дистрибуција на топлинска енергија, а кај кој што се врши испорака на топлинска енергија преку еден мерен уред, на повеќе потрошувачи, мора да има вградено уреди за мерење на локалното распоредување на топлинска енергија. Ако се земе предвид дека во едно домаќинство кое се грее на парно, во просек има 4 радиатори, тоа би значело дека секое домаќинство ќе треба да издвои по најмалку 200 евра од својот буџет за инсталација на мерачи. Ги прашавме и граѓаните што мислат за законот. Мислењата се поделени, некои од нив велат дека е добро што конечно парното ќе се плаќа според потрошувачката, но велат и оти мерачите се многу скапи. Мислам дека е тоа скапа инвестиција, меѓутоа треба и државата нешто тука да или нарати или некако да се, а иначе добар предлог. Мислам дека тоа е во ред, како што плаќаме огромни сметки за парно, ќе плаќаме толку колку што ќе трошиме. Да, со апарати, со градување на апарати, да. Знаете отприлика колку чинат апаратите? 300 евра. Што мислите за тоа, дали е? Многу голема сума е тоа. Не, ја мислам дека е многу. Да. Не е 3000 денари, туку 300 евра. Ако парното го намала, струјата ќе ја покачат и тука негде не. Тој ќе се представува проблем за секого, но тоа требаше да се направи многу одамна. Немаше да биде бек, немаше да биде топлификација. Секој ќе знаеше колку ќе троши, можеби порано ако се направила ќе било поевтино. Со инфлацијата, со трошковите се зголеми тоа, но барем по почетокот ќе биде тешко, но понатаму ќе се израчуна тој колку што троши, колку ќе троши и колку ќе се исплати. Да даде Господ да има добра пара дома, секој би требало во колку има да си го спорове тоа, затоа што видите како е екологијата. Значи тоа држи и се надам дека луѓето ќе најдат сили и начини да го тоа прашање решат на свој начин за доброто на сите. Инаку, во законот никаде не е споменато како ќе се третираат оние домаќинства кои се исклучени од системот за парно грејење.